Цела Македонија е зафатена од пеколни горештини. Прогласена и портокалова фаза, пеколно време се очекува и во наредните денови. Топлотниот бран ги зголеми и бројот на повици кон службата за итна медицинска помош. Службите имале нешто повеќе од двојно зголемен број на интервенции, но и очекуваат бројот да расте. Лекарите за Алфа велат дека само викендов бројката надминела над 150 интервенции. Имаме многу повици, а некаде околу 30 на интервенции во текот на денот. Значи во услови кога имаме зголемени температури надворешни, имаме зголемен број на повици, имаме влушување поготово на хроничните болни. Околу секојдневните проблеми предизвикани од топлото време, брзата помош регистрирала и зголемен број колапси на јавно место. Советуваат никако да не се излегува надвор без потреба. Во текот на екстремно топлите денови препорачуваат да се остане подолго време во климатизирани простории. Значи во колку имаат неопходна потреба да излегуваат, да понесат со себе вода или некаква течност и во колку се почувствуваат малку лошо да ги користат оние услови кои ги имаат, тоа се значи да влезат во некој оладен простор, најчесто тоа се трговските центри. Дека изгоржешки денови ќе имаме и наредниот период, потврдуваат и синоптичарите. Мало заладување со дожд предвидуваат кон средината на неделава, а веќе од викендов па и натаму велат повторно ќе биде неподносливо. Во среда, веќе кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста, ќе започне да дува и засилен северен ветер, кој ќе предизвика исто така и локален дожд со појава на грмежи, а наместа е можна и појава на невреме. Максималните температури во четврток па и наредните 2 дена, петок и сабота, ќе бидат во интервал од 27 до 35 степени. Препораките за спроведување со горештините остануваат исти. Поради екстремно топлото време, лекарите апелираат да не се излегува надвор кога е најтопло и внимателно да се конзумира храна.